Добро вечер за Борис Максимовски, Боро учителот. Благодарам. Добро вечер и за сите вас, почитувани гости. Ќе кажам скоро сите жители на Кундино. Стварно е убаво кога правиме промоција од ваков тип и кога може да прочитаме детали, факти кои што еве и јас кога прв пат ја видов книгата, некои работи ми станаа доста интересни како жител на овој град, а не ми биле познати и не ги знаев. Ќе цитирам еден дел од монографијата. Другарувајќи со книгата од најмала возраст, па и сега, наидував на многу патриотски текстови во кои се зборува за многу нешта, но најголем впечаток ми оставиле оние во кои се зборува за приврзаноста кон татковината. Во нашата татковина има многу работи за кои треба да се пишува. А тоа се незините природни убавини, планини, реки, полиња, езера, села, градови, традиција, обичаи, култура и друго за кои сум зборувал пред моите воспитаници, учениците. Пред повеќе од 20 години кај мене се роди желбата поцелосно да го запознаам минатото на моето родно село Кундино. За да ја остварам таа желба, почнав да собирам материјали од минатото, барав од постари луѓе да ми раскажуваат за минатото, за тоа што слушале од нивните предци, и сите тие податоци ги склопи во оваа монографија, вели авторот. А монографијата е наречена "Од нашето национално и локално минато и животот во село Кундино". Ќе споменам овде членовите на Советот за издавање на монографијата, кои се Борче Крстев, Мише Кацарски, Миливој Наковски, Ацо Јовев, Маде Заковски, Јовче Симоновски, Сашо Митевски и Иванче Стојковски. Издавач на монографијата е 2 Август Штип, односно Пецев Аристид. Монографијата е лекторирана од Бранка Арсовска, додека компјутерска обработка Маријан Митевски. За фотографиите биле задолжени Петров Роберт и Наковски Иван. Монографијата е веќе каталогизирана во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје и може да се најде и таму. Најпрво сите ве поздравувам што одвоите од вашето време да присуствувате на оваа моја, речам, свеченост по повод издавањето на монографијата за село Кундино, но сега не сум најавил дека покрај неја имам издадено и монографија за село Марчино. Директорката наведе дека до 8 години работе во Марчино. Таму формирав и семејство, таму ги чував и моите деца. Таму стекнав многу пријатели со кои дружев на сите полиња, а најмногу на зближување, на веселбите, тогаш што се приредува, а посебно и во спортот. Така да ме врзуваат убави спомени за Марчино, затоа и за него се зафатив. Паралелно со пишувањето со книгата за Кундино, истите елементи скоро ги содржи и оваа монографија за Марчино. Тие се многу слични, но ќе кажам и многу различни. Зошто не се седако поклопуваат сите настани во Кундино и во Марчино. Најпрво ќе кажам, бидејќи започнувам со теренот, атарот што го зафаќаат двете села. Кундино посебно и Марчино посебно. Тој атар, иако граничи меѓу себе, сепак се разликуваат и топонимите се различни. По мене, топонимите се значаен белег на ваква творба, зашто тие служат и ќе служат во далечна иднина за докажување дека тука постоел народ, како ги нарекува местата, така и да се продолжува. За топонимите кога зборувам ќе ве присетам дека кога читаме некои литератури од минатото, особено од археологијата, ние копаме длабоко во земјата, бараме податоци за минатото, а не сме свесни дека сега создаваме минато за идните генерации. Затоа топонимите ги посветувам со големо внимание и сакам да се почитуваат. Понатаму
исто што содржи монографијата за Кундино, истиот дел го содржи и за Марчино, историскиот дел, бидејќи и двете монографии содржат историски дел, посебен, како основа на што почива нашето општество од давнина па до денеска, каде што сме настанати, каде што живееме и се надеваме и нашите генерации да продолжат да живеат. Така да, со тие топоними, со што се споменуваат во минатото, земав обврска да бегло поминам преку минатото на нашиот македонски народ, од најрано далечно минато, од создавањето на првата македонска држава, Самуиловата држава, па преку турското владење, Народно-слободителната војна и посебно да се задржам на борбените активности во Пробишти. Затоа на насловната страна ги имам ставено црвена боја, што символизира крвта пролијана на македонскиот борец за слобода, а за подсетување од историјата имам ставено ликот, слика за Самуиловата тврдина, да сведочи за Самуиловото владење, потоа споменикот во Крушево Македониум, во прилеп могилата на непобедените и Пробишти спомен паркот. Тие ќе документираат дека постоела Македонија, дека се водела вечна борба, паделе борци, лееле македонска крв и затоа во црвена боја на црвена основа лежат овие две монографии. Вториот дел за мене исто така значен, дури позначен, се зафаќам да започнам да зборувам за луѓето кои живеат таму, кои живееле порано, кои живеат денеска. Некој ќе ме праша од каде ми е материјалот за да го припремам во оваа монографија. Одговорот мој ќе биде: материјалот е во вас. Во сите вие што се вложивте и од Кундино, и од Марчино, и пошироко, и од други места. Јас кога прибирав податоци, настојував секој податок што ќе го чујам од еден излагач, да го проверам и од друго место, да видам дали е тоа стварно таков, да бидам уверен дека е вистина, па тогаш да го ставам. И сметам дека не сум погрешил да ставам нешто непроверено. Посебна рубрика, посебен дел во монографиите и во двете стои настани, раскажани и прераскажани од поранешни и сегашни жители. Тоа е најголем доказ за вистината во Марчино и во Кундино. Тоа е доказ дека на вистина тие настани биле. Имам настани собирани од 2000 година, па дури и порано, кои се бележени, и за секој настан кој го прераскажал некој од раскажувачите, има негово тврдење, согласност и негов потпис, негово потпишување, негови податоци на крајот дека ги дал тие податоци. Јас накусно ќе прочитам некои точки кои ги содржи монографијата за оној етнолошки дел. Имаме под наслов Кундино по завршувањето на Втората светска војна. Прво што следува по завршувањето на војната, видите, војната значи катастрофа, ништење на се што го изгради до тука човекот, се јави потреба за обнова и изградба на земјата. И од Кундино и од Марчино има доброволци, градители кои оделе на градење на Нов Белград, градење на пругата Шамо-Сараево, градење на пругата Бршко-Бановиќи и регулирање на течението на Црна река. Тоа е документирано не само со зборови во монографијата, туку е документирано и со слики кои ги дале самите тие учесници. Тоа ми е големо задоволство и голем доказ дека навистина тие настани се случиле, дека се верни. Понатаму што следува? Следува по ослободувањето
формирање на селските работни задруги, колективизација како што ја викаме. Тоа е време кога се вршеше обид за групирање на индивидуалниот имот во колективен имот. Меѓутоа била погрешка, наблаго се исправи таа грешка за 2 до 3 години, се расформираа задругите и луѓето секој си го поврати својот имот назад. Имам дел запишано населеност и потекло на населението од Кундино. За секој жител на Кундино е спомнато од кој сој, од кој род потекнува. Мислам дека тоа голем придонес за сите што сакат. Истото го имам паралелно зборувам и за Марчино. Понатаму имаме најдување Кундино во 21. век и Марчино. Како што е познато, сите околни села, па и сите села во Македонија, особено оние што живеат во руралните средини, каде што условите за живот беа неповолни, масоно да се иселуваат и да се концентрираме во помалите и поголемите градови. Така да селата ги оставивме празни. Сега трагаме по чистата природа, меѓутоа таа се оддалечи од нас, практично ние се оддалечивме од неа. Се надевам дека постепено ќе се буди свеста на луѓето за зачувување на природната средина, за да го зачуваме нашето здравје. Понатаму се задржувам на градбите и во двете местни заедници, во двете села. Познато е дека сега градбите што ги имаме се современи, но не биле секогаш така. Не треба да ги запоставиме и најстарите градби. Ќе наведам еден пример. Најстара времска куќа во која живеа и луѓето, на едниот крај во истата просторија, на другиот крај живеа луѓе. Заедно живеа во иста просторија. Потоа наиде напредок да се раздела, да се градат куќи со подрум и приземје. Во подрумот да се смести добитокот, да се разделат практично луѓето од добитокот. Тоа беше градење куќи на душеме. Потоа следуваше градење на куќи посовремени, каде што животните веќе беа исфрлени од зградите, од објектите каде што живеат луѓето, за нив се градеше посебна просторија. Сметам дека постепено се развивало, се унапредувало живењето на луѓето да живеат самостојно, да живеат по-хигиенски. Селото било мала населба каде што немало потреба да се развија сите занети, за да дават услуги на луѓето. Затоа во градовите, посебно за нашите села, од целата општина Пробиши, бидејќи таа е подоцна формирана во поранешниот период, сите занетчиски услуги од ковачи, самарџии и други, да не ги набројуваме, да не губиме време, сите се сконцентрирани во Кратово, во Шлегово и во Злетово. Од таму со тие услуги примени. Луѓето се услужувале. Потоа доаѓа период на зголемување интересот на луѓето за учење занаети, за школување, одење повеќе за позавршувањето на 4-то одделение основно образование, што било се зголемува интересот и се јавуваат првите ученици кои одат, тогаш ја викаа гимназија. Тоа беше прогимназија. Нешто измеѓу гимназијата, сегашна класична и 8-то одделение. Па некаде 50-тите години, мислам дека 57-58 година, се донесе закон да се преименува основното образование, да се прошири од 4 годишно на 8 годишно, па потоа да следи класичната гимназија. Се јавува писменоста. Малку се враќаме поназад, не тогаш порано, меѓутоа писменоста е значаен фактор за развојот на едно општество. Се поставува едно прашање, наједноставно се прашуваат луѓето кога завршува предисторијата, кога започнува историјата. Одговорот е краток. Со појавата на писменоста завршува предисторијата, кога не можело да се бележат настаните, да се запишуваат, туку се разбирале луѓето усно и се пренесувале знаењата усно. Со појавата на
писменоста се создава можност секој збор, секоја мисла да се запише. Се наметнува на прашањето кои се тие луѓе што ја вршеле писменоста. Првите учители на македонски јазик се поставени после ослободувањето. Меѓутоа, пред ослободувањето имаме ние учители кои вршеле ја воделе наставата на својот мајчин јазик за учениците туѓ мајчин јазик, што предпоставува прилична тешкотија. За средја тој период бил кусок, после тоа доаѓаат учители од нашето подрачје. Ги има наведено имињата на сите учители во Кундино кои учествувале, ги има наведено исто така и учителите кои учествувале во село Марчино. Веднаш да кажам дека во Марчино кога наидов на многу уредна водена администрација во училиштето. Каде затеков летописна книга во која беше запишено секој што учествувало во Марчино, достојно од кога до кога, а додека во Кундино немав таква затечено летописна книга не најдов. За тие учители, по моје сеќавање и по прашување од колеги, од мештаните, имам создадено список и за нив, за кои сум и на некој начин и благодарен бидејќи ја вршеле писменоста во моето село. Се задржуваме на територијалната припадност на овие две села. Уште од турско време Кундино припаѓало, иако е многу близко до Кратово, припаѓало под општина Штип, тогаш наречена Нахија. Турското владење со општините се викале Нахи. Исто така и Марчино, иако толку близко до Кратово, и двете села се наоѓаат. Потоа следува настани кои се раскажани и прераскажани од жители на Кундино, односно на Марчино. Тоа се најавтентични, најточни настани за кои навистина се воситуваме. Тоа се голем број, нема да ги повторам, тоа се голем број на такви настани, преку 30 во Кундино и 30 во Марчино. Тоа се настани од минатото, тоа нема можност јас да ги прочитам, оставам на читателите кои ќе се примат книгата да се запознаат со тие настани. Навистина ќе наидат на интересни работи. Наидуваме после на културно-забавниот живот и спортскиот живот. И тие имале свој живот таму, живеење. Културно-забавниот живот во селските средини не може да се пофалиме дека бил многу богат, но не може да се пофалиме дека и не постоел. Зошто секоја прилика, кога не се работело, особено на верските празници, на свадбените обичаи, и на други поводи, куќните слави и така натаму, се користеле да се дружат луѓето и да се забавуваат со песна, особено на верските празници, на сред село во Кундино, секој пат се играше оро. За одбележување, кога зборуваме за културно доживење во Кундино, да нагласам дека за време на учителствувањето на колегата покоен Борис Василевски Борче, работеше упорно со една драмска секција каде спрема една представа од крвен камен, од која беше толку успешна што новинарот Киро Герасимов од Кочани дојде, сними и даде на македонската телевизија дел од овој настан. Се задржувам на оноа со што се занимавале луѓето. Најмногу луѓето се занимавале со земјоделство и сточарство, но бидејќи земјишето во Кундино било, а и во Марчино слабо плодно, не достасувало, да речеме, доволно приход за да се издржи земјоделството, затоа голем број на луѓе, мажи, одат на работа во рудникот во Добрево. Едно време дури одат на работа и подалеку. Имаме 2-3 рудари од Кундино кои одат
на работа како печалбари во Србија во рудникот во Копоник. Кога зборувам малку за печалбарството, ќе напоменам и тоа, дека печалбарството кај нас не е традиција во нашиот регион. Меѓутоа тоа се појавило како нужда за поголема заработка, особено пред истерувањето на турците, бидејќи луѓето насетувале дека Турција постепено го губи тлото во Македонија и дека тие еден ден ќе си појдат, а земјиштето било во собственост на агите тогашни и бегови. Тие оделе заради тоа да печелат, најчесто оделе во Романија, во Влашко, како што стои, каде што работеле тешки физички работи, а уште потешко било патувањето од местото на живење до местото на работа каде што печалеле. Со спечалените пари, а и со чуваната стока ја продале и ја откупиле земјата од беговите и се после превеле на свое име и денеска си поколението нивно си располага со тој имот. Сега уште да испомнам работите во земјоделието. За некого е непознато, особено за младите генерации, тоа е многу непознато, меѓутоа на средновечните генерации и последите, како мојата генерација, е доста познато, бидејќи и ние, како млади, како деца уште, се бавевме со таа работа. Тука беше орањето, жетвата, вршидбата и други земјоделски, но главно беа тие активности во земјоделието, кои не беа лесни, но сепак се преживуваше со тоа. Реков, заради неплодната земја, тие својот буџет го надополнува со работа во рудникот. И приборот, уште да нагласам за вршење на овие дејности, орањето, сакам да кажам, најдов во литература стар податок кој е првпат ралото за орање, дрвеното рало, е создадено во 6 век. Во 6 век, точни податоци имам најдено, дека од тогаш тоа датира, се задржа еве до 20 век, па можеби веќе во 21 век тоа си отиде во историјата, се замени со механизација, што е доста полно, погодно и продуктивно за обработка на земјишето и добивање на приходите. Понатаму жетвата се вршеше со срп. Се употребуваше сламата, онај, не знам како да го објаснам за помладите, меѓутоа некои последици знаат, се правеше јужица, врзло, се врзуваше на снопови, се собираше на крстини да се заштити од дожд, потоа се пренесуваше со холи на гумното и на гумното со коњи се вршеше. Тоа беше долга и макотрпна работа, но не можеше се без неја, така можеше да се дојде до храна. Порано спомнавме за занајчиските услуги. Подоцна се јавуват и занајчи од Кундино. Нема да ги набројувам, но најчесто тоа беа тишлери, шнајдери, шивачи, а порано беа и тези шиење на облека од аладжа, која беше ткаена на разбој. Разбојот беше најсложената машина што се употребуваше во производството, во преработката на волната, да речеме волната, прво ќе се испредеше, така натаму да не задржувам повеќе. Секој за се ова што зборувам јас напусу, се тоа е впишено внатре во монографиите и може лесно да се најде. Само уште малку сакам. Потоа спомнувам алати и прибор во домаќинството. Имаме прибор во домаќинството изработено од дрво, тоа се качиња, буриња, кои се повозрасни знаат за тоа. Потоа имаме садови од глина, познато е да не ги повторуваме, садови од метал и садови од стакло. Тоа се постепено се они усовршуваат, не се
заменуваат, да речеме, да не се употребуваат садови, се употребуваат посовремени, меѓутоа сепак тие си има својата функција. Во тоа време се употребува и свилата. Свилата се добиваше од чување на свилена буба, а потоа се точеше свила, се преработуваше и на тој начин имаше најдобрите тканини што се прави во тоа време беа од свила. Потоа имаме уште да објаснам и преработката на волната, бидејќи и памукот во тоа време, во поранешно време се употребуваше и памук, се одгледуваше во нашиот простор, но доста постепено се намали, потоа се изгуби, а волната се преработуваше, знаеме, со преработка, женската работна рака, тоа беше најмногу упатена, најмногу тие тоа работеа и произведува облека. Само уште за ова да ви кажам, дека обичај беше, баре во Кундино, колку што знам, за секој Великден. За секој Великден, сите го знаеме дека 3 дена трае. За секој член во семејството мораше да се направи по една облека. Било што да е, за секој член во семејството се правеше, а тоа се постигнуваше многу тешко. Тога жените многу беа измачени со таа. Беа многу кратеа од своето слободно време, дури и од одморот свој кратеа, се подобрија условите со воведувањето на електричната енергија. И тоа пред да се воведе електричната енергија беше тоа доста тешко, бидејќи се работеше на газ и на лампа. Но сепак беа упорни и пак ќе речам, за секој Великден, за секого обезбедува нешто. И уште за преработката на памукот. Постоеше најспецифичен апарат, да го наречеме, или справа, која се минуваше памукот, се делеше семките. Тоа се викаше фител. Се одвојуваше, така доаѓа до памук и до ткаење на памучни тканини и правење на памучна облека, кошули за мажи, кошули за жени и така натаму. И на крајот, само да спомнам уште за храната. И тоа е опфатено, бидејќи храната во онаа време за кое зборувам беше природна, најприродна, самопроизведена. Не постоеше, такви беа условите, не постоеше ѓубриво, вештачко се ѓубреше се со природно ѓубре. Храната беше многу природна и погодна за здравјето на луѓето. Предпоставуваме дека биле поздрави во тоа време, не заради може само храната, заради физичките активности во работата, сепак беа поздрави луѓето. И да кажам уште тоа, иако постењето, сега го некои применуваат од мода, некои од потреба, постењето во тоа време беше задолжително. Се постеше многу, пости се постеа. По една пресметка, јас што знам, пресмета дека 260 денови се постеше во годината, а останатите се мрсе, значи многу поголем дел се постеа. Во разговор со организаторите договоривме да бидеме пократки, да бидеме појасни, ама да оставиме и добар дел да откријат читателите во самата книга што е запишено. Благодарам на вниманието, благодарам на поштувањето што дојдете.